прошетка или низ планините и искачување на врвовите. Но таа не е основната цел. Основна цел, една од основните цели е заштита на човековата околина, заштита на планините, на шумите, на културното богатство, на животинскиот свет во планините кои што има. Затоа се бориме ние да не се заградуват природните облавини и планините што ги имаме во Гевгелија. Исто така да не се фрлат отпадоци, да не се сечат дрвета, да не се палат огневи, бидејќи имавме прилика минатите години со пожарите кои беа предизвикани уништување на шумата, со тоа се заградува и човековата околина и се уништува животинскиот свет. Од информациите дека ќе се градат рудници за ископ на злато, членовите на планинарско друштво Кожух беа зачудени и изненадени. Тоа не може да го прифатат во никој случај и затоа на свој собствен, тоа не е мој личен став, донесене наш став, мора да го искажеме против изградбата на овие рудници за ископ на злато. За оваа работа имаме поддршка и од другите планинарски друштва низ Македонија, како што се Трансверзален Скопје, Кораб Скопје, Бистра Гостила, Серта Неготино, Ентузијаст Струмица, Југ Валандово, Орде Кавадарци и други планинарски друштва низ Македонија и ни дават огромна поддршка не само за нас планинарите, кои се движиме низ планините, туку и за граѓаните на општина Гевгелија, бидејќи со тоа, ако се дозволи да се изградат овие рудници, ќе се уништи човековата средина и верувам не само за општина Гевгелија, него и пошироко, затоа што сигурно заградениот воздух нема да застане на реката Варда, ќе оди другата страна, Богданска општина и Дојан, сигурно ќе се врати назад и према Неготино и Кавадарци, Валандово или пак и непосредна наша ближина тука на границата со општините што се во Грција. Една од активностите на планинарите беше на секој искачување овие последни 2 месеци, од кога е дознавме информацијата, напишан еден транспарент, кај што пишува Кожух е наш и стоп за рудниците. На сите врвови тоа се истакнува, има на медиумите на Фейсбук се гледа, исто така е организирани во Грција, на Паја, планет тука непосредна близина до нас, на врвот Гола Чука и на Ниче, на врвот Сокол. Тие се од грчка страна и таму е истакнат овој транспарент и запознаени се нашите пријатели планинари од Грција, а со тоа се анимират и околните општини. Затоа ставот на планинарско друштво Кожух Гевгелија е стоп за рудниците и на 23 тоа е во недела, април, да излезат сите граѓани на Гевгелија, да успеа рудникот и да гласат против рудниците. Да ја зачуваме човековата околина и паролата на Кожух е планинарско со Кожух е Кожух е наш. Те благодарам, господина Кантов. Почитувани доколку имате прашања или коментари, слободно. Добре. Добро вечер, благодаря на гостите. Јас се Павел Царски, пензионер. Прво ќе ми дозволите да ги кажа присутни тука, и сите гивничани, денес што се родени најстари, да им честитаме на мал юбилеј. 5 години труина Гевгелија. Имено, на денешен ден, 2012 година, писмено се опрати со информација до Советот за закаденост на водите Буински, наредно Буин, до Советот на општина Гевгелија. Да се свика седница, да се расправа за квалитетот на водите. Од тога до денес шуќур не добил никој одговор. Меѓутоа, упорноста ја настави и на 24 септември истата година Агенција за храни и ветеринарство забрани вода. И покрај забраната, гевгеличани, ние се труиме секој ден. Арсен во вода. Много да не дошли. Само толку ќе ви кажа. Гевгелија годишно кошта некаде цирка 1 милион евра за тоа што купува вода. Условно, ако 14.000 граѓани купуваме вода, оптимално што ни потребно за пиење.
Према тоа не ме чуде, тоа што говорници напомна. Некова е почеток на борбата. Треба да биде абсолютно истраен. И немој некој од вас да каже, ама јас сам не може ништо. Еден писател има Павло кој вика, точно вика, мањот не може ништо. Ај вика да те затворам вечер во една соба, само се не помарница. Па ќе видите как ќе помине. Секој од нас е важен. Немојте да ќудете. Ако некој тут решава, вижте да вика завртим го труд. Не, удри го со Бог со носот. Друго не ни останува. Не ни останува. Изненаден сум вечерва. Јас мислам дека луѓето ќе бидат и надвор. Тоа е проблем на Евгенија, за идеята на Евгенија, за наредните генерации. Одлуката на Советот е донесена консенсус. Не. Сега дека Евгенија цела рацепара на две. Тоа е брука. Не може советниците да гласат за одлука, за референдум, да не бидат присутни тука. Не е во прашање партија, не е во прашање политика, во прашање смирија. Јас само толку и само толку ќе ви кажам, секој од вас кога оде во градот, надвор градот, погледнете што се случува. 2009 година, да ще кажа да сечени 17 лорбери, никој не реагираше. Посадени пред 26 цвеши. Каде се цвеши? 11 година, кај Ботел Варнат, беа сечени 90 стабла на црн бор, за да му се даде да се натопи. Кој реагираше? И Министерството го пишува, и на други, никаков одговор не се добил. Пред години на патот, Негорци, Рибипекс, сечени са други 100 стебла црн бор. Каде са? Гемилија нема тротуари за дрворедите. На улица Маршал Тито. 175 дрва са сечени, изхорбени, не реагирани. Не било така. Мора си да се движим за себе. Благодарам, толкова. Спомнаа дека нема настан кај што би учествували советниците, веројатно утре во театарот ќе бидат присутни. И се јаве од Сдруженијето Спас за Гевгелија. И утре во 12 часот таму ќе има настан кај што ќе зборат професори универзитетски, веројатно ќе има и некои советници. Вака, јас сум Константин Карев, член сум на Левица, но тука сум во своје име. Говорниците спомнаа дека проблемот што го имаме, ако не многу значаен и многу може да донесе многу лоши последици врз здравјето на граѓаните на општина Гевгелија и пошироко. Но исто така говорниците спомнаа дека овој настан има хронологија. Пешевски ги потпиша овие документи во 2013 година. Колку што слушнав и колку што разбрав од господин Талчинов, во 2013 истите изгледал во службен вестник на Република Македонија. Значи сите ние можевме да имаме увид во тоа. Но никој не го видел тоа, никој не се сензибилизирал и никој не ги покренал овие прашања тогаш. А од тогаш помина цели 4 години. Не имаме луѓе тука што се присутни, што биле и во владата тогаш, во тогашната влада. Да речеме, господја Далијана Поповска учествуваше во истата влада, каде што Пешевски ги потпиша тие документи. И вам, господи Лилијана Поповска, ви беа доделени ресорите за заштита на природата, на средината, туризмот беше ваш ресор, нели? Агенцијата за промоција и туристички развој беше под ваша капа, директорите ги поставувавте вие. Како вие на Пешевски тогаш не му објаснихте дека не е во ред, дека не е компатибилно во една држава кај што ние сакаме да развиваме туризам, сакаме да развиваме здраво, еколошко, органско земјоделство, не е компатибилно на иста територија да има рудници. Зашто тогаш вие не се сензибилизирате, а сега не го кажувате тоа? Не е тоа хипокризија од ваша страна? Јас мислам дека сите овде што сме соборци за
за иста работа, да се сопрат рудниците на Гербенија, а не сме тука да си продаваме пароли и да си продаваме, да си правиме реклама партиска. Инаку, Јас реков, јас сум во своје име тука, не е партиска реклама. Ве морам, избирајте ги зборовите што ги кажувате. Покажувам тоа што го мислам, значи затоа сме тука. Јас кажам и за себе и за нас дека не сме тука за да правиме партиска реклама. Така што можете да ми забраните тоа да го мислам. Значи, се она што сме дознали и што сме знаеле, сме се бореле и како што сме биле еден човек. И еден човек се борел како да биле 5 мина или 10 мина многу пати. И затоа, кога изгледаше готово Метрутхем во Велес пред 7 години, кога беше да проработи, едноставно ние бевме првите кои што со Зелената коалиција, граѓанското здружение исто така од Велес, што одевме со црни мајици облечени, независно што бевме било од владата, со само еден пратеник на нешто минимално учество, меѓутоа бевме на сите протести и секаде се буневме и се боревме и објаснувавме зошто не сме Метрутхем да проработи. Потоа бевме среќни кога сите заедно, сите партии, позиција и опозиција на крај направивме фронт во Велес и заедно со граѓаните се рече стоп. Во Неготино нашиот човек беше единствен кој што гласаше против отворање на железарата во Неготино. Зошто случајно бил доктор, лекар и ги разбирал работите, му било јасно. Не дека другите и од опозицијата мислеле лошо. Едноставно, треба понекогаш да се знае. Знаете, еколошката свест расте постепено. Затоа кога почнав со излагањето, спомнав дека кога пред година и пол го отворивме проблемот дека не сме да се отвора златен рудник во Иловица, во Струмичко, бевме дочекани од многу граѓани, сограѓани, пријатели, како непријатели на Македонија, како да се бориме против економскиот развој на земјата. Не дека тие имале против нас или против не знам што, или биле за некого или така. Едноставно не се знае, немаше сензибилитет за сето тоа. За овие работи, за овие испитувања не е одговорно Министерството за животна средина, туку директно концесиите за концесии ги дава, тоа е соработка по повеќе Министерство, меѓутоа тоа ги дава економија. Значи, концесиите се под економија. Така што и на влада, подпредседателот на влада подпишува, простете, меѓутоа подпредседателот на влада не ни давал нам отчет што се подпишува и како што и вие, и ние сите не сме можеле секој елемент, секој акт, ни една партија, ни во опозиција, ни во власт не може да проследи, така што не може да проследи какви се истражувања некаде се дават за концесија. Очигледно дека овие работи се криеле во многу затворен круг, не може да се проследат сите одлуки кои се јадници во една година на секаде. А инаку, она за што сме биле одговорни за туризмот, мислам дека и има резултати и можам со гордост да кажам да, бил наш сектор, ние се изборивме бидејќи бевме прва партија што промовираше екотуризам и рурален туризам и навистина и известувавме да се формира агенција за промоција и поддршка на туризмот и таму има конкретни резултати. Туризмот е неколку стотина пати поголем во проценти поголем од она што бил некогаш. Има уште многу работи кои што јас би сакала поинакви да бидат и понапредни, меѓутоа оставивме позитивна трага. Така што тоа што сме можеле сме го направиле, сме направиле многу повеќе од кои што со еден пратеник и со таа сила што сме имале и некој би очекувал, но сме имале ентузијазам, така што и Велес, топилницата, и Неготино си го сметаме и за наша заслуга, заедно со граѓаните што не се дозволи. А сега за рудниците се бориме заедно со сите оние кои што се свесни и со сите вас одека кои што се свесни дека тие не се дозволили. Така што мислам дека не е ова место за провокации и за кавги, треба со добра волја да се насочиме и да видиме како сега да ги убедиме и другите сограѓани наши дека ова е штетна работа и ова е веќе добра почетна основа е овој референдум за следни борби. Јас за тоа би сакала да зборам. Може ли да одговорам јас?
Просто да бидеме, да останеме достоинствени и концизни. Па сум достоинствен и затоа сакам да одговорам. Немојте дебата да правиме. Да не правиме дебата, значи господината Поповска нема да се замена веднаш од Георгија, може да си размените мислења после термината, затоа што сепак ова е јавен настан. Ве замолувам, значи, коментарите и прашањата да бидат јасни, концизни, без премногу распринување. Господине Ковалев. Благодарам. Сосема кратко, баш тој ќе беше и мојот апел. Инаку јас сум советник, значи има советник. Да рачистиме на работа, да ги тргнеме партиските. Вие, господине, ако сакавте граѓани да се представите, немаше да кажете дека јас сум од левица, па потоа сум граѓани. Тука едноставно ќе си прашате. И колешке Лилјана Поповска и вас да замолувам, без реклама за дом, без реклама за ништо, зборуваме за родниците за Злато. Зборуваме за против отварање на родниците за Злато. Благодарам. Ако има уште некој прашање или некој коментар? Највисока институција, научна, академска, е Мано. Така? Не знам колку е надлежна во врска со истражување, со слот анализи воопште во нашата држава, во било кој сектор, религии, храна, метални сектор. Што има превземено Мано или тие академски граѓани, професори, учествуват во разни комисии, советници се по разни министерства. Дали има коментирано за било кој проект од таков аспект? Дали е положено? Дали е економски склад? Бенефит, слабост, предност, најголемо во писмена форма, за да се објаснат и да се даде во видео презентација на луѓе што и лаици се, а ќе го разберат ово што се говори. Господине Шапорик, како представник, како дел на академската заедница во Република Македонија, ве замолувам да одговорите на прашањата. Сосема кратко, јас не сум во име на Ману се разбира, но мислам дека и Ману повеќе треба да се занимава со еколошките прашања. Околу академската заедница не верувам дека била консултирана, барем јас знам, но се разбира во Министерство, како што кажете, има одредени професори кои се таму консултирани, консултанти, не знам дали за оваа работа, во секој случај јавноста има право да знае, очигледно дека не било транспарентно водено и не биле вклучени, но овато околу Македонската академија сигурно дека таму има разни профили, но генерално би требало да се позанимава војна и повеќе се еколошките прашања. Толку, накоси него таа е кост-бенефит анализа, позната во екологија, значи кои се бенефитите, кои се трошоците и штетите за кои веќе зборуваме. Може на кратко. Прашањето беше кој е користа од оваа работа, од овој рудник. Јас на кратко, значи по тарифни